на Сител. Во студиото со вас, Валентин Николовски. Почитувани гледачи, добар ден, во вестите на Сител во 16 ќе гледате. Овчарот од Старо Нагоричан извршил 4 убиства и имал 2 обиди за убиство, потврди денеска обвинителот Љубомир Лапе. Во 9 од вкупно анализирани 13 случаи на интервенции биле непотребно извршени кардиолошки операции или непотребно упатени за операција, покаже извештајот на странските експерти. И власта и опозицијата бараат оставки од обвинители поради случајот Мазут. ВМРО-ДПМН бара оставка од Абази, СДСМ од Савевски. Муцунски ја кани Петрова на билатерална средба во Шведска. Одговор за сега нема. Муцунски ја повика опозицијата да биде одговорна и да покаже конструктивност за реформите клучни за државата и планот за раст. За Филипче власта е таа која не и одговара Македонија да се интегрира во Унијата. Прва посета на американски претседател на Кина по 9 години. Трамп по средбата со Си Џинпинг најави најдобри односи со Кина досега. Од сителовите репортери на теренот Тамара Дичовска за истрагата за серискиот убиец од Старо Нагоричане. Овчарот од Старо Нагоричане извршил вкупно 9 свирепи убиства и 2 обиди за убиство, потврди денеска обвинителот Љубомир Лапе. Во колка временски период овој серијски убиец ги извршил убиствата и обидите? Во живо ја прашувам Тамара Дичовска. 4 убиства и двата обиди за убиство осомничениот серијски убиец ги извршил оваа и минатата година. Според она што обвинителството го има како докази, првата жртва ја убил лани во јануари, додека втората убиена жена била во јули минатата година, но серијскиот убиец не застанал до тука, односно и овој јануари имавме 2 жртви од Кумановската област, односно од Старо Нагоричане. Измеѓу периодот од јануари и февруари, токму една од овие жртви беше причина да се прошири истрагата на обвинителството за тоа дали станува збор за серијски убиец од Кумановско. Заедничкото кај овие жртви е тоа што сите биле жени на повозрасни години. Тоа бил и мотивот според обвинителството на убиецот, фемицид, но без конкретни детали од обвинителството за тоа зашто токму ги бирал овие жени и ги извршил овие убиства. Но сепак не само за осомничениот серијски убиец ќе има кривични пријави има и за двајца лекари од Кумановската болница кои што кај дел од овие жртви констатирале дека починале од природна смрт, а не од насилна, бидејќи се правеа и ексхумации и кај 2 жртви, односно од оние ексхумираните, беше утврдено дека сепак се убиени, така што и двајцата лекари од Кумановската болница ќе треба да одговараат за ова, бидејќи констатирале дека тие се починати од природна смрт. Деталите од обвинителството за осомничениот серијски убиец од Кумановско ги гледаме во продолжение. Осомничениот серијски убиец од Кумановско убил 4 жени, а други 2 се обидел да ги убие. Доказите ексхумациите ја потврдиле серијата злосторства. Од обвинителството вела дека станува збор за прв ваков случај на серијски убиец на кој жртвите му се само од женскиот пол, а зошто целел само кон жени, мотивот не го открија. Посочија на ниски побуди и користолюбие без да изнеса детали. 25-годишниот овчар од Кумановско делувал по ист модус операнди. Жртвите кои ги бирал биле од истиот регион во Старо Нагоричане и исклучиво жени. Добро го познавал местото и жителите, бидејќи самиот бил од таму, што му овозможило и полесно да се движи. Психијатриските вештачени утврдиле дека е свесен за постапките и дека не боледува од состојба која спречува судење. Сега севкупно се води истрага за 6 кривични дела, од кои 4 се кривични дела довршени и 2 кривични дела убиства кои што останале во обид. Она што особено би сакал да истакнам е дека, колку што ми е мене познато, се работи за прв случај за кој од доказите произлегува дека се работи за серијски убиец кој што сторил и кривично дело фемицид. Кривична пријава ќе има и за докторите, кои тврдиле дека дел од жртвите биле починати од природна смрт и дека немало траги на насилство, иако обдукциите подоцна покажале дека починале од насилна смрт. СВР Куманово до основното јавно обвинителство Куманово поднесе и кривична пријава за сторено кривично дело несовесно вршење на службата
против мртво проверителите МС и ДД од Општа болница Куманово. Убивал во различни периоди во 2025 и 2026 година. Првото откриено убиство беше годинава, а според истрагата се случило меѓу 27 јануари и 12 февруари и ги потикнало сомнежите за откривање на другите три убиства. Втората жртва ја убил помеѓу 17 и 18 јануари, а претходните две ги извршил во 2025 година во јануари и јуни. Сител и претходно сними историја од преживеаната Росанка, жителка на селото Челопек, во чија куќа влегол осомничениот, почнал да ја дави и удира по главата, но успеала да се спаси. Во моментов тој се наоѓа во притвор, а обвинението за него би требало да е готово за 1 месец. Тамара Дичевска, Сител телевизија. 33 годишен маж си ја уби сопругата во Битола. Убиството на 31 годишната жена се случило во битолската населба Баир во куќата на таткото на жртвата. Од СВР Битола потврдија дека се работи за фемицид. Денеска полициски службеници од секторот за внатрешни работи Битола го лишија од слобода 33 годишниот АР од Битола. Тој се сомничи дека утрово околу 6 часот и 40 минути со нож ја нападнал неговата 31 годишна сопруга АВ од Битола, со која не живееле заедно, а која од здобиените повреди починала на местото на настанот. Лекар од итната медицинска помош констатирал смрт. Лицето е задржано во полициска станица и по целосно документирање на случајот во координација со јавен обвинител, против него ќе биде поднесена соодветна пријава. Во 9 од вкупно анализирани 13 случаи на интервенции биле непотребно извршени кардиохируршки операции или непотребно упатени за операција, покажа извештајот од странските експерти кои го нарача Министерството за здравство. Алију вели, тие наоди во значаен дел се поклопуваат со наодите на домашната интерна комисија, составена од 9 члена. 9 сомнителни случаи на одите од Меѓународната комисија ќе бидат доставени до владата, јавното обвинителство, антикорупцијска и сите надлежни институции во земјата. 9 пациенти имале неоправдани интервенции на срце. Тројцата странски експерти кои ги анализираа наудите од 13 медицински истории за кардиохируршки и кардиолошки процедури, ги потврдија наудите на интерната македонска комисија. Извештајот е готов. Министерството за здравство не поднесува пријава против никој, туку документацијата ќе ја достави до обвинителството и останатите надлежни институции. Азир Алију не дефинираше кои се конкретните пропусти, кој ги упатувал пациентите и каде биле оперирани сомнителните што беа предмет на комисиска истрага. Надлежните институции ќе треба врз основа на извештајот, кој што извештај вели дека во 9 од 13, значи крајниот од странската стручна комисија, се непотребни интервенции, ќе треба да се произнесе што понатаму. Комисијата оценува дека, цитирам, одредени аспекти од третманот и водењето на пациентите биле под очекуваните професионални стандарди и можеби неповолно влијаел врз клиничкиот исход врз нив. Тие пациенти се живи. Ако пациентите ги барат извештаите, ние ќе ги доставиме до нив. Министерот не разграничи каде повеќе, а каде помалку биле правени пропусти, дали во јавни или приватни установи. Вели сите што прават кардиохируршки и кардиолошки интервенции се предмет на извештајот. Во 2018 бил третиран со пейсмекер во една институција, во 2024 во друга институција коронографија е направена, во трета институција во 24 опериран, и во четврта институција коронографија е направена на истиот пациент. Така да затоа ги спомнувам дека сите институции се веќе предмет на анализа и за сите институции ќе биде извештајот доставен до надлежните. Азир Алију вели дека извештајот ќе го разгледуваат и на затворена владина седница, а на останатите институции им остава да утврдат што понатаму. Документите кои што излегуваат од Министерството за здравство или пак од Лекарска комора или од ДСЗИ, кои што се еден вид стручен надзор, немаат тежина на вештачење. Тоа е само материјален доказ. Вештачењето понатаму му помага на обвинителството да го потврди обвинителниот акт и да почне судењето или пак да го отфрли. Со националниот хард тим кој покрај ланските најави уште не е формиран, ќе се утврдува дали одредена операција на срце е оправдана.
Целта е намалување на ризикот од компликациите и да се носат колективни одлуки како би се избегнале непотребни процедури и да се намали нормално смртноста кај пациентите. Македонската и странска комисија беа формирани лани по тврдењето на кардиологот Сашко Кедев, дека во државата се прават непотребни операции на срце за профит. Сања Димитровска, Сител телевизија. И власта и опозицијата бараат оставки од обвинители, откако обвинителството за гонење организиран криминал и корупција се откажа од предметот Мазут поради немање докази. Од владеачката партија бараат оставка од шефот за гонење организиран криминал и корупција, за обвинителството да се ослободи од притисоците на СДСМ и ДУИ. Од опозицијската СДСМ пак бараат оставка од републичкиот јавен обвинител, бидејќи примал телефонски нарачки од премиерот. Две барања за оставки по одлуката на обвинителството да се откаже од кривично гонење во случајот Мазут. Владеачката партија бара шефот на организиран криминал да си замине и да го ослободи обвинителството од, како што велат, притисоците на СДСМ и ДУИ. До кога Исламабази, кадарот на Ахмети, Филипче и Заев, планира да биде джелатот на правдата и да испорачува за ова криминално трио? Се додека правосудството во Македонија е предводено од ликови како Ислам Абази, вакви контроверзни одлуки во полза на СДС и ДУИ ќе доминираат. Ислам Абази треба да си поднесе оставка и веднаш да го остави обвинителството во рацете на професионалците кои поради него и таквите како него не можат да дојдат до израз. Овој став е продолжение на последната изјава на премиерот Мицкоски, кој рече дека е шокиран од одлуката на обвинителството да не ги гони Капушевски, Јаховски и Ковачевски. Мицкоски рече дека за тоа разговарал и со државниот јавен обвинител Савески, што за СДСМ беше причина да побара оставка, поради, како што тие велат, телефонски нарачки од премиерот Мицкоски. Нема правда, има контролирано судство и обвинителство лично од Мицковски. Обвинителот Ненад Савевски после овој скандал треба да си даде оставка. Поради сомнеж во независноста во обвинителството, СДСМ не гласаше за него. Тогаш тоа и јавно го кажавме. Сега сите гледаат дека бевме во право. Се што има врска со Мицковски, однапред знаеме дека не е независно. Предметот со набавката на Мазут за државната ЕСМ дојде по кривична пријава на МВР на иницијатива на антикорупцијска, од каде денеска не сакаа да ги коментираат постапките на претходните состави. Без коментар остане и председателката Гордана Силјановска-Давкова. Александар Спасовски, Сител телевизија. Муцунски ја кани Петрова на билатерална средба во Шведска. Одговор за сега нема. Муцунски ја повика опозицијата да биде одговорна и да покаже конструктивност за реформите клучни за државата и планот за раст. За Филипче власта е таа која не и одговара Македонија да се интегрира во Унијата. Министерот Муцунски упатил покана до својата нова бугарска колешка за билатерална средба на маргините на состанокот на НАТО во Шведска. За сега одговор нема, но Муцунски се надева дека ќе има диалог и покрај навредливото користење на терминот северномакедонци од страна на Петрова. Опозицијската СДСМ пак се уште смета дека за европските интеграции Македонија треба да ги исполнува барањата на Брисел, а не да разговара со Софија. Филипче подсетува дека и председателката признава дека Преспанскиот договор е реалност. За Силјановска-Давкова договорот треба да биде реалност најмногу за неговите подписници, особено во коментарите за Бугарија. Македонската влада иницирала средба со новата влада на Бугарија за блокадите од официјална Софија на нашите евроинтеграции. Средбата е договора министерот за надвотрешни работи Тимчо Муцунски со неговата колешка Велислава Петрова, и тоа за 10 дена од сега. Муцунски се решил да ја покани Петрова и покрај непријатностите од пред неколку дена во Брисел, кога бугарската шефица на дипломатијата објави дека остварила средба со нашиот министер, иако се работело само за меѓусебно запознавање. Дополнително не наречи северномакедонци, пошто следуваше протестна нота од наша страна. За околу 10 дена сме во Шведска на состанок на министри за надворешни работи на земјите членки на НАТО алијансата
и побарав на моја иницијатива да остварам билатерална средба официјална со мојата колешка од Бугарија, каде што меѓу другото една од темите кои што ќе го дискутираме е и темата за овие неевропски услови кои што им се наметнуваат на нашата држава. Имате одговор од бугарска страна? За сега не. Колку и да не се согласуваме, колку и некојаш да имаме диаметрално спротивставени ставови по различни теми. Прво како луѓе, а второ како представници на држави кои што делат граници, кои што имаат клучни проекти меѓу себе, ние мораме да имаме диалог. Тоа не значи диалогот, не треба да значи и попустливост. Опозицијската СДСМ пак се уште смета дека за европските интеграции Македонија треба да ги исполнува барањата на Брисел, а не да разговара со Софија. Филипче вели дека идентитетот бил загарантиран со Преспанскиот договор, потпишан во времето на СДСМ, но и дека власта веќе го препознава тоа, повикувајќи се на последното интервју на председателката Силјановска-Давкова, дека Преспанскиот договор е реалност и дека со него не се забранува терминот македонски. Председателката Гордана Силјановска-Давкова јавно изјави дека Преспанскиот договор го потврдува и зачува македонскиот национален идентитет. Благодарение на Преспанскиот договор, по 27 години блокада, денес сме полноправна и рамноправна членка на НАТО. Имаме отворен пат и шанса да станеме земја членка на Европската унија. Внесувањето на малцинствата во уставот, што е основен услов на Европската унија, повторувам, на Европската унија, не на Бугарија, како што ВМРО тоа сака да го прикаже, не е предавство. Ние не преговараме со Бугарија, ние преговараме со Европската унија. Председателката пак вели дека поддржува средби и конструктивност меѓу македонската и бугарската страна. Се да објасни за ставот околу Преспанскиот договор, кој според неа се уште е спорен, но посочи дека тој постои и дека треба да биде реалност најмногу за неговите подписници, особено во коментарите за Бугарија. Како тие кога отидоа со преговарачката рамка и со заклучоците, не укажаа тамо дека некој член 7 има тамо, во кој што се вели дека за оваа вторава страна, Македонија, терминот, поимот значи територија, ама и народ со собствена култура, јазик и историја. Тие требало да се повикаат на тоа. Значи, кога велам јас реалност, обврзани да повикуваат на реалноста секој подписниците и така тоа што не смеело да стане дел на преговарачката рамка и на заклучоците, станало дел. Не можело да стане дел ниту според нашето национално право, ниту според Преспанскиот нивен договор, а не мој, ниту според европското право. И за Моцунски е несватливо што ставовите на Софија се совпаѓаат со ставовите на главната опозицијска партија и за тоа што Филипче не реагирал на користениот термин северомакедонци од страна на Петрова. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Шефот на дипломатијата ја повика и опозицијата да биде одговорна и да покаже конструктивност за реформите, клучни за државата и планот за раст. Филипче пак за него за власта е таа на која не ја одговара Македонија да се интегрира во Европската унија. Според него реформите се викаат уставни измени и отворање на поглавјата. Експертите и делегацијата на Европската унија пак ги мереа резултатите од реформската агенда. Опозицијата да ја тргне дневната политика настрана и заедно со владата да покаже зрелост и конструктивност околу реформите што се клучни за државата. Шефот на дипломатијата ја повика СДСМ да ја поддржи реформската агенда и планот за раст, особено во делот на изборниот законник и правосудните реформи. Токму тука денес е потребна политичка зрелост. Не декларативна поддршка за Европа на пресконференции, туку конкретна поддршка таму каде што навистина се носат одлуките, во институциите и во собранието. Ова не се само обични законски измени. Ова се реформи што директно влијаат врз кредибилитетот на државата, врз владењето на правото и врз способноста да продолжиме да ги користиме можностите што ги отвараат фондовите на Европската унија. Овој повик, според Муцунски, има за цел да ја натера опозицијата да действува според тоа што го зборува. За жал во моментот едно говори, а сосема спротивното го прави. Зборуваат за Европа, а не поддржуваат нито една европска реформа, напротив,
ги бойкотираат европските реформи. Првиот човек на СДСМ одговори на повикот, иако кажа дека не успеал да ја погледне пресконференцијата на шефот на дипломатијата. Филипче повторно вели дека власта е таа на која не и одговара Македонија да се интегрира во Европската унија. Кој Тимчо Муцунски го бара тоа? Тимчо Муцунски, кој што со неговото доаѓање на градоначалничката позиција во аеродром донесе една фирма која што зема милионски суми тендери, близу 8, и после истата фирма ја однесе МНР која стана министер за надворешни работи. Тој Тимчо Муцунски прашува за национално единство? Тимчо Муцунски, кој што еве се докажува дека бил дел од тим кој што лажал, кој што загрозува нашата иднина, тој бара реформи Европа, не сака Тимчо Муцунски реформи Европа, ниту Христијан, ниту бандата. Реформите се викаат уставни измени и почеток на преговори и отворање на поглавијата. Тоа е вистинскиот пат напред, нека не мачкаат очи, нека не лажат. Во исчекување на извештајот на Европската комисија, во клубот на пратеници се одржа третиот состанок на Националниот консултативен комитет за реформската агенда, организиран од Институтот за европска политика. Директорката на ЕПИ Симонида Кацарска вели дека во првата година реализирани се околу 40% од реформите. Според нивниот мониторинг, државата може да очекува подобар успех во извештајот за декември. Знаеме и дека од она што го чувме неформално од Европската комисија, ќе очекуваме дека дел од тие чекори кои што беа заостанати ќе бидат имплементирани. Тоа што би сакала да го споменам на крајот е дека овој мониторингот на реформските агенди е значаен за нас не само од аспект на следење на реформите, туку затоа што сите градиме капацитети за нов механизам кој што би требало да се применува и во идните циклуси на финансирање од страна на Европската унија. Се е медливо и може да се провери како и Македонија, но и останатите земји ја спроведуваат реформската агенда, вели Штефан Холудин од делегацијата на Европската унија во земјава. Веќе сме во средина на нејзиното спроведување. Оценки досега има, кои што сега се разгледуваат во Европската комисија, ќе следи уште една оценка на постигнувањето на крајните рокови, а целта на денешниот конкретен состанок е поголемо вклучување на граѓаните и подигање на свеста дека институциите одговорни за спроведување на реформската агенда можат да бидат повикани на одговорност доколку не се спроведува реформската агенда. До крајот на јуни Македонија треба да исполни 10 обврски, но според најавите од владата, со сигурност нема да бидат донесени измените во изборниот законник поради блокадата од СДСМ, а втората е во делот на електричната енергија со која се бара државата да не обезбедува 100% струја за домакинствата и за сите оние корисници од универзалниот снабдувач. Ова владата го правела свесно, бидејќи на Илинденска 2 сметаат дека доколку се прифати оваа обврска, сметките за електрична енергија ќе пораснат помеѓу 25 и 30%. Даниел Василев, Сител телевизија. Што донесе првата куртоазна средба на новата шефица на бугарската дипломатија со министерот Муцунски, но и провокацијата северномакедонци? Дали најавува влошување на односите со Софија преку измислување нов идентитет? Има ли можност за соработка со Радев? Дали ЕУ ќе остане настрана во моменти за потреба од проширување? Зошто нема диалог за реформската агенда? Тема на денот со поранешниот вице-премиер за евроинтеграција и амбасадор Ивица Боцевски. Во нашата држава нуди квалитетни горива што се потврдува од инспекцијските контроли. На 10-тиот регионален симпозиум на лаборатории за нафта и нафтени деривати во Охрид, директорот на ОКТА Димитриос Пасхос вели дека се следат најновите европски стандарди и се нудат квалитетни течни горива. Нашата држава ги следи најновите европски стандарди и на пазарот нуди квалитетни течни горива. Ова го потврдуваат инспекцијските контроли. Високите стандарди за квалитет на горивата зависат од силни лаборатории, сигурни методи и транспарентни постапки, истакна директорот на ОКТА Димитриос Пасхос на 10-тиот регионален симпозиум на лаборатории за нафта и нафтени деривати кој се одржува во Охрид. Од перспектива на ОКТА, квалитетот на горивата е основна одговорност. Тој е темел на довербата на потрошувачите, заштитата на животната средина и фер конкуренцијата на пазарот.
Како клучен учесник во националниот и регионалниот синџир на снабдување со горива, целосно сме свесни дека високите стандарди за квалитет на горивата зависат од силни лаборатории, сигурни методи и транспарентни постапки. Квалитетот е врвен односно по најновите европски стандарди, со оглед на тоа дека УКТА увезува гориво нели од Република Грција. Република Грција е исто дел нели од Европската унија, така да она што се користи во Грција се увезува и кај нас. Проверено е неколку пати во УКТА лабораторија, во останатите лаборатории во нашата држава, така да со сигурност она што е проверено е квалитетно. За квалитетот, генералниот директор на УКТА Пасхос посочи дека не може да се обезбеди изолирано туку преку координација и взаемна доверба меѓу сите вклучени институции. Ваквите форуми се особено вредни бидејќи потикнуваат заедничко техничко разбирање и регионално согласување во времето кога спецификациите за горивата и енергетските производи постојано се развиваат. Симпозиумот представува значајна регионална платформа за размена на искуства и практики во областа на контролата на квалитетот, анализите и безбедноста во нафтената индустрија. Нина Аритоновска, Сител телевизија.